Продолжиме со Јовановото Евангелие, кој го нарекуваат Евангелие во расчекор. Зошто? Јас мојот воен рок го служев во Љубљана, во единица за специјална, тоа е воена полиција, специјална единица, и нашата служба беше и помеѓу останатото и церемонијална, протоколарна, тоест не употребуваа за некои празници, кога доаѓаа гости, за да ги поздравуваме, тоест да маршираме. И бевме сместени во касарната, каде што беше сместена и командата на во тоа време 6-та армиска област. ИНА беше поделена на армиски области, секоја република беше некоја, 6-та беше Словенија и си имаше секоја своја команда. И ние бевме во командата, тоест во касарната на командата, и кога командата организираше некои свечени настани, ние требаше таму да чекориме строево, да маршираме строево и не учеа. Многу време од обуката посветивме на совладување на тој строев чекор и строево марширање. Тоа значи, нели, сите да одат синхронизирано во чекор. Лева, десна, 1, 2. И ако некој изгреши, тоест го загуби чекорот, не казнуваа сите. Или додека вежбаме, нели, или ќе правиш склекови, или ќе трчаш околу касарната и така. Имаше еден од војниците кој никако не можеше да фати чекор со другите. Ако ни каже да се свртеме налево, тој на десно се вртеше. Или ако се свртеше како што треба со лева нога да се тргне, тој со десна ќе тргнеше. Или ако тргнеше со лева нога, веќе после третиот чекор го губеше чекорот со останатите. И заради него не казнуваа. И по известно време разбра дека едноставно не може да ја свати обуката и го пратија во Којна да работи. Зошто нели го давам тој увод? Зашто ова Евангелие на Јован наликува како на тој војник. Никако да фати чекор со останатите Евангелија. Марко, Матеј и Лука, тие одат во чекор. Следат една иста структура, иста хронологија на настани, исти настани, иста перспектива, додека Јовановото Евангелие е сосема спротивно на останатите. Не следи таа хронологија како што ја следат другите, не вклучува исти настани и сосема друга перспектива има на нештото, сосема поинаков поглед. И тоа е така, не бидејќи Јован како лош автор не знае да следи чекори, тоа не може да фати чекор со другите Евангелија, го напротив. Тој има своја концепција да биде спротивна на концепцијата на останатите. И во овој воведен дел, уште сме во воведниот дел на изучувањето на ова Евангелие, бидејќи многу време ќе посветиме, добро е да се запознаеме, колку што можеме подобро со него. Само ќе ми треба ова, не знам, далечинскиот правоч. Да се запознаеме, за да остатокот, или овој период што следи пред нас во изучување, да ни биде појасно се она што го разгледуваме. Да видиме која е перспективата, да видиме кои се спецификите на ова Евангелие. Ова се полесните сега теми, зашто веќе уште во самите стихови ќе се соочиме со тешки теми, со филозофски теми, со една сложност со која се карактеризира оваа Евангелие. Сложност, но и едноставност во исто време. Ајде да видиме во што е спецификата, тоест во што е разликата. Во многу нешта. Прво, во нештата кои не ги содржи, отсуствуваат во Евангелието според Јован, а ги има во другите Евангелија. Така, ако направиме табеларен приказ меѓу сите 4 Евангелија, ќе видиме дека првите 3 Евангелија, Марко, Матеј и Лука, постојано, нели, има
по табелата, во сите настани надоврзување. Ако го ставиме до нив, Јовановото Евангелие, ќе имаме една празна табела. Зашто ги нема тие настани. А пак од друга страна, на долниот дел, ќе видиме полна табела на Јован, а празна останатите Евангелија. Како прво, таму го нема Исусовото родословие. Зашто Јован ни дава еден друг почеток, една друго родословие, така да кажеме. Тоест, нешто кој не се однесува на човечките предци, туку еден вечен почеток кој што го има Синот Божи. Нема извештај за раѓањето на Христос, туку првото човечко со кое што се занимава Јован е веднаш неговото крштевање, а почетокот е уште во вечноста. Нема какви да било настани од детството на нашиот Господ, го нема Христовото крштевање, го нема искушението во пустината, ја нема проповата на планината и ќе видиме зошто ги нема сите тие нешта. Да, една од причините е бидејќи веќе присуствуваат во другите евангелија, а како што нели Евсеви Кесариски вели, нели во неговите дела, Јован го напишал после на ова евангелијата како веќе останатите биле напишени. Така да Јован ги познавал другите евангелија и ги пополнува нешто кои не достигаат од службата и животот на Христос. Но има и друга причина, ќе видиме. Неговиот концепт на пишување поинаков. Како што проповедата на планината нема, ќе видиме зошто. Расказот за сомнежите на Јован Крстител го нема, оној дел. И тука можеби причината треба да ја бараме во фактот што Јован, заедно со Андреј, се единствените од апостолите кои били ученици на Јован Крстител. Така, тој момент од животот на Јован Крстител не е вклучен во неговото евангелие. Нема никаков запис за ослободување на демонизирани, за очистување на лепрозни, зашто пак ќе кажем, видиме акцентот е поинаков на Јован. Ги нема параболите на Господ Исус Христос. Напротив, тој се занимава со алегории, кои се уште подлабок приказ на вистини, тоа дава подобра можност да се представи теологија. Параболите се настани од секојдневниот живот, кои треба да доловат некоја вистина во животот, во духовниот живот. Додека алегоријата дават подлабоки теолошки учења представуваат. Зашто алегориите персонализираат. Например, лозата и прачките, Синај и Сион, или пак Герезим и Синај и така натаму, во кој што имаме персонализирани многу силни духовни вистини. Го нема расказот за преобразувањето на Господ Исус, кој во останатите евангелија е некаде во втората половина на службата на Христос. Ова Јован ни го дава Христос во неговата вечна слава уште во првите стихови. И тоа е тактиката на Јован. За разлика од другите евангелии, ќе видиме каде што постепено се разоткрива вистинската суштина на Христос, Јован започнува со неа. Го нема изборот и испраќањето на 12 ученици и подоцна 70-те, нема есхатолошки проповеди или пророчки, нема слово со сериозен укор кон фарисеите. Пак ќе видиме тоа, бидејќи Јован повеќе се насочува кон поуките што се дадени на учениците. Тој повеќе се занимава со учењето кое е пренесено на учениците, а не на надвор од таа група. Ја нема институцијата на Господовата вечера, меѓутоа, за разлика од тоа, пак Јован ни кажува што се случува пред Господовата вечера и што се случува после неа. И тоа во 4 глави. Поуката отсуства, например, во другите евангелија. Другите евангелија дават заповедта, дават самата заповед за Господовата трпеза. Додека Јован ни кажува пред да се даде таа заповед што се случува. И од кога дава заповедта, што следи. Го нема записот за аконијата на Господ во Гецманската градина, зашто акцентот е, пак ќе кажем, поставен на друго, на односот на Христос со учениците. Господовата вечера во горната собичка и таму имаме 4 глави поуки на Христос, кои се случуваат таму,
Јован ги представува тие повеќе кои ги нема во другите евангелија. 13-та, 14-та, 15-та и 16-та и 17-та глава. Сите тие се таму, во таа горна соба каде што е вечерата. И ако видите потоа 18-та глава, почва со тоа што излегуваат, го поминуваат потокот Кедрон, влегуваат во една градина и се случува предавството. Без да има некој расказ за тоа што таму повеќе се случува. И нема исто така големата заповед. А што има само во Јовановото евангелие? Ништо од она што е запишено во првите 5 глави на Јован не можеме да го најдеме во другите евангелија. Така, во другите евангелија отсуствува некаде околу 6-7 месеци живот или служба на Христос. Ако видиме и Марко, и Матеј и Лука, откако нели завршува тоа со пустињата или расказот за раѓањето, и Јован Крстител, веднаш не водат и Матеј и Лука со оној голем улов на риба на Генесаретското езеро. Ако ја видиме хронологијата, тоа е настапот кој е најмалку 6 месеци откако учениците веќе тргнале со него. Јован во своето евангелие, во првите 5 глави, го покрива тој период. И тој период ќе видиме многу клучен. Например, во тие први неколку, уште во самата прва глава, ние може да го видиме Христос како Творец, како единороден од Отецот. И не знам дали би направил впечаток зборот единороден, на кој што потоа се гради доктрината за Синот Божи, за второто лице на Божествената Троица, го потребува единствено Јован. Никаде зборот единороден нема да го најдете никаде на друго место. Јован овде во Евангелието и во своите посланија говори за Христос како единородниот од Отец. Уште во првата глава ќе го гледаме тоа, потоа во познатиот 3:16, нели, единородниот син го даде и на други места како синот кој е единороден. Тоест, концептот за синот кој се раѓа од Отецот ни го дава Јован. И од неговата теологија се гради и доктрината за синот како единородниот. Тоа е ветеното Божјо јагне. Јас сум 7 пати се открива, нели со тоа ексклузивно јас сум. Чудото со претворањето на виното, на водата во вино, тоа е првото чудо. Веднаш, или ако следиме хронологијата од првата глава, како денови, на следниот ден, а после една недела, нели, на 7-миот ден, може дека тоа прво чудо се случува уште во првите 10 дена на службата на Христос со учениците, како веќе тие тргнале со него. И не случајно Јован тоа прво чудо, вели дека е првото чудо во Кана Галилејска, го поврзува со самиот почеток на Евангелијата. Таму е представен Христос како Творецот на се, а овдека во првото чудо го гледаме тој повторно негов атрибут. Тој не ја претвори водата во вино, тој создаде вино. Зашто не можеш ти од вода да направиш вино. Водата беше таму само како декор. Тој буквално создадено зрело вино, како творечки акт на Создателот. Разговорот со Никодим, разговорот со Самарјанката, тоа се нешто кој ги стрекаваме само овдека, и она многу раскажувана случка со жената фатена во прелюба, и исто така испуштена од останатите евангелисти, Јован е тој кој што ја вклучува. Воскреснувањето на Лазар, миењето на нозите на учениците, само Јован го вклучува, и беседите, како што кажав, од 14-та, заклучно со 17-та глава, каде што она голема, така наречена првосвештеничка молитва, најдолгата молитва во Новиот Завет, молитвата на Господ Исус, заедно со учениците. И така, не, тоа се како некој. И во таа долга проповед, што има со учениците, доминира, нели, учењето за Светиот Дух, и може да кажем дека во неголема мера новозаветното учење или доктрина за Светиот Дух се гради на таа проповед што
Јован не запишува во тие 14, 15, 16 глава на Евангелието. Дури, така може да кажеме, некаде скоро 1/3 од Евангелието, тоа посветува на тие последни неколку часа што ги има со учениците пред да биде фатен. Така да, повеќе од 90% од содржината на Јован е ексклузивна само за Јован. Не може да се сретне во другите Евангелија. И, како што реков, една од причините за тоа е целта на Јован да вклучи она што не е вклучено во другите, но и не само тоа. Јован, познавајки ги веќе останатите Евангелија, она што е запишено внатре, пишува Евангелие кој повеќе дава со настаните кои ги вклучува, тоест проповедите. Тој не пишува параболи. Пишува многу јасно. Јасно ги представува доктрините, теологијата е многу јасна. Не е сокриена. Има за тоа неколку причини. Едно тоа за да биде јасен. Неговата цел е да даде теологија. И тоа теологија која ќе послужи за подобро разбирање на она што го запишале другите евангелисти. Така да Јовановото Евангелие со учењата внатре е теолошката основа да се разберат подобро и другите Евангелија. И затоа тоа е единствениот апостол, не само апостол, единствената личност во Библијата која од црквата добила титула богослов или теолог. Јован богослов или Јован теологот. Првата личност во историјата на црквата која добива таа титула. Потоа и други нели добиле, но тоа е нели првиот во тој поглед. Бидејќи навистина пишува како теолог. Неговата намера е да даде теологија. И начинот на кој што тој ги представува проповедите на Христос, нели, има теолошка содржина, теолошка форма. Кои се акцентите? И тука ќе ни стане малку појасно зошто такви моменти избира, такви настани избира да вклучи во Евангелието. Прво, тој става акцент повеќе на службата во Ерусалим, уште во втората глава, ние гледаме веќе тој се насочува и третата кон Ерусалим, каде што случува она чистење во храмот, што самиот почеток. Зошто е тоа така? Тоа така бидејќи имаме понатаму еден момент во кој тој гледаме дека во неговото Евангелие се застапени разговорите со учениците и со конкретни личности. Тој го пропушта оној период кој е наменет за мноштвата, за толпите. Бидејќи неговите проповеди кон учениците содржат повеќе аргументација за месијанството на Христос. Првите проповеди, кои се така поопшти, содржат во себе некоја месијанска тајна, мистерија, која постепено се разоткрива. Целта на Јован е веднаш, уште на почетокот, да покаже дека Христос е Бог. Тоа е Месијата. Уште во првата глава се, тоа е царот на Јудеја, тоа е Месијата, тоа е оно што го чекаме. И затоа застапени се проповедите во повеќе или разговорите со учениците понатаму во Јудеја, каде што тие се појасни, како тој веќе се открил во својата слава на планината на преобразувањето. А пак оној дел, првите 6 месеци, во првите 5 глави на Јован, кои се случуваат таму некаде во Галилеја, и тие се селектирани исто така, присуствуваат најмногу по разговорите што ги има тој со учениците или со конкретни луѓе, во кои пак има теолошки теми, како например Никодим, разговорот, таму го добиваме учењето за новораѓање, роден од одгор, не од крв, не од човечка поход, туку од Бог роден. Првите стихови, 11 од 12 во Евангелието, говорат за тоа новораѓање од Бог. И во разговорот со Никодим, кој е личен разговор,
се кажува таа тема. Потоа Самарјанката следи, нели, со дух и вистина. Гледате дека Јован избира настани, случки, кои треба да ја покажат вистината, она многу јасно што на самиот почеток. Вистината за Христос како Бог, како Месијата, како Спасителот. Така да, и поред таа причина тој повеќе користи проповеди отколку параболи. Параболите на кого ги кажуваше Христос? На толпите. А потоа насамо им ги објаснуваше на учениците. Бидејќи Јован нема намера да неговата цел не е насочена кон тие општи проповеди, затоа нема и проповедта на планината во Јовановото евангелие, зашто и таа кажана како во себе содржи многу морал, етика и така натаму пред толпите. Повеќе говори за она што ученици требаш да го слушнат, кој беше така една подлабока, кој имаше подлабока, појасна теолошка содржина. Царот е акцентот, а не Божјото царство, например, како што е тоа случај со Матеј. Повеќе се нагласуваат, како што кажеш, лични разговори со поединци. Како Никодим, жената кај бунарот, Петар и така натаму. Исто така, нели кажав, Христовата служба со неговите ученици, нели, а не на јавна служба. Поради пак таа причина, теологијата. Голем дел е посветен на Христовата поука во горната соба. И тука ние добиваме и првосвештеничката молитва, нели, по 70-та глава, добиваме најјасно новозаветно учење за Светата Троица. Разбираме кој е Светиот Дух. И темата, самата тема во таа долга проповед е повторно навраќање или објаснување да сватат учениците дека тој што оди на крстот, кој ќе биде фатен, ќе биде мачен, распнат, погребан, тој е вечниот Бог. Оној кој постоел од секогаш. И всушност тој, со тоа што ќе се замине, не оди во непостоење, не умрел, туку се враќа во таа слава кој што имал уште на почетокот. И нема да останат сами учениците, нема да ги остави сираци. Туку тука е Светиот Дух, кој е представен како личност. Тој е тој кој што ќе ги подсетува, ќе ги научи, ќе им објасни. Тој ќе биде нивниот утешител. Оној кој што ќе биде постојано со нив, ќе се застапува за нив, ќе ги води. И затоа голем дел од половина од Евангелието е наменето на последните неколку денови на службата на Христос. Од 11-та глава веќе почнува последната недела на животот на Исус. Тоа значи повеќе од половина на Евангелието е посветено таа последна недела од службата на Христос. Зошто? Зошто тука е концентрацијата во тие последни денови на Христос со учениците, концентрацијата на Христовата проповед како Месија. Друго нешто што е исто така интересно е честата употреба на Јован на тие категории верување, неверување. И тоа некако именка, зборот вера нито еднаш не се среќава како именка во Евангелието. А тие тој поим вера во глаголска форма или невера е многу често употребен во Евангелието, но секогаш како глагол, зашто не е опрашена само верата како поим, туку дали некој верува, дали поверуваа или останаа во нивното неверие. Зато поверувај, оние што поверуваат, оние што ќе поверуваат, тоа е идејата на Јован. Да поверуваат, зашто на крајот на краишата целта на тоа Евангелие, и тоа е нели последниот стих на предпоследната глава, да поверуваат. Сето тоа е запишено, за да поверуваат дека Христос е Месијата, единородниот син, пратениот.
Не само да каже, да говори за верата, а така абстрактно, туку луѓето да поверуваат. И исто така, тука односот со Отецот е најприсутен, и зашто идејата на Јован, што самиот почеток е дека Словото или Логосот е едно со Отецот. Дека Словото беше во почетокот, беше со Бог, Словото беше Бог. И Словото е во крилото или во пазувите на Бог. И тој дојде да го открие Отецот. Оној кого никој никогаш не го видел, бидејќи Отецот е дух и никој никогаш не го видел. Може да биде познаен, може да биде виден единствено преку Синот, кој што е во најнепосредна близина на Отецот, во неговото крило, во неговата паза, во неговата преградка. Тој дојде да го открие Отецот. И затоа таа врска постојано присуствува во Евангелието. Јас и Отецот, мојот татко и јас. Дури 35 пати. А фразата вистина, вистина се јава 25 пати. Што да кажеме за... Велат дека ова послание, така статистички погледно, некои велат, ама и ово не се интересира многу од Стариот Завет. Зашто многу малку се навраќа во цитати, за разлика од другите, како например Матеј. Не цитира, само 10 пати некаде има нешто вклучено како цитат, се повикува на Стариот Завет. Меѓутоа, таква спечток е многу погрешен, зашто Јован навистина не цитира, меѓутоа целото Евангелие е така напишено за да даде основа за подобро разбирање на Стариот Завет. Тоест, Евангелието на Јован го представува Христос, неговата служба или Новиот Завет како едно исполнување на Стариот Завет. Така тој користи аналогии повеќе. Не користи цитати, но користи уште една така по-развиена литературна форма, аналогии. И тука може да го употребиме оној цитат од Дон Карсон, кој вели: иако Јовановата употреба на Стариот Завет не е толку честа или експлицитна како она на Матеј, таа не е мала и е збогатена со изворено чести и суптилни алузии кон Стариот Завет. Една од карактеристиките на овие алузии е начинот на кој се представува Христос како замена или исполнување, така да кажеме, на старозаветните фигури и институции. Например, тој е новиот храм. Така, нели, е представен во Евангелието, за кого напиша Мојсей. Тој е вистинскиот леп од небото. Нели, кога дојдоа луѓето пред него, барајќи леп, и тој им рече: вие се тука за да јадете леп. Меѓутоа, јас сум вистинската мана. Вистинскиот син, вистинската лоза, она, нели, лоза за која што говореше Исаја, Христос вели: мојот Отец е лозарот, јас сум лозата, а вие сте прачките. И тука тој користи не парабола кон учениците, но користи на поразвиена форма алегорија, за да ни каже колку, да ни покаже која е неговата всушност содржина во нашиот духовен живот. Без него нема живот. Прачката без лозата се суши. Ако не сме на лозата, немаме живот. Ако не дадеме плод на таа лоза, биваме отсекувани. Многу јасно. Ако во Стариот Завет беше покажено тоа во пророштвата, така некако не толку сигурно, овдека ста покажено тоа многу јасно. Што значи да се биде прачка на Божјата лоза. Тоа е скинијата, змијата, нели, во пустината, во оно разговор со Никодим што го имаше, тоа е паската, исполнување на паската, така натаму. Така да присуства основа на херменевтика или таков начин на читање на Стариот Завет, кој јасно не поврзува директно со самиот Христос. Така, гледајќи го тоа Евангелие, ни може да видиме јасни типологии во Стариот Завет. Теологијата,
каква е теологијата. Пак ќе кажам, многу развиена теологија има Јован, и затоа противниците на Евангелието велат, ете гледате, има такви развиени концепти во Евангелието, кои не постоеле во први век, што со сигурно значи дека некој дури во втори век, крајот на втори век, го пишувал ова Евангелие. Така да и критичарите признаваат дека има развиена теологија. Меѓутоа овдека би кажале, како еден контраргумент, Јован е тој кој што го помина животот со Христос. Јован е тој кој што вдахнуван од Светиот Дух го пишува тоа Евангелие. И Јован би можел тие концепти да ги напише многу поразвиено и многу потеолошки од било кој во втори век, кој не бил дел од службата на Христос. Така да, зошто некој кој пишува вдахнуван од Светиот Дух како сведок на Христовото служење би требало да пишува некоја примитивна и неразвиена теологија? Мене тоа не ми е јасно. Зошто? Ако е неразвиена примитивна теологија, тоа ќе кажем да Јован пишувал. Ако е развиена, не може да е Јован. Не е тоа никаков аргумент. Зашто на крајот на краиштата Јован пишува воден од Светиот Дух како сведок на Христовата служба и на крајот на краиштата тој, имајќи ги во предат останатите Евангелија, сака да даде точно тоа. Тоа му е трудот. Да направи, да даде основа теолошка за останатите Евангелија. Така да, намерата на Јован е таа, да даде теологија. Така пишува, со таква цел. Да понуди ученик кој читателот веднаш ќе го свати. Например, во синоптичките Евангелија, како што нели веќе кажав, таа пред очите на учениците, таа представа, тоа учење за Христос како Месијата многу бавно се развива. За прв пат и во Матеј, и во Лука, па и во Марко, ние ги гледаме учениците како паѓаат во страв пред него, после тој улов во 5 глава во Лука на Генесаретското езеро. Кога имаше голем улов, ги фати страв и Петар падна и рече, бега од мене, јас сум грешен човек, ги фати сите страв. Тој е првиот таков случај кога ученици нешто разбираат дека тоа е повеќе. И тоа дури во 5 глава, или временски некаде 6 месеци после службата. Потоа другиот таков настан е кога Христос ќе го воскресне синот на вдовицата од Наин, кој, нели, кога врви погребната поговорка. Тоа е во 7 глава. Во 8 глава Христос се смирува бурата и тогаш пишува дека страв ги фати. И почна, и сите се прашуваа кој е тој. Па и бурата и морето го слушаат. Кој е тој? Уште не знаат кој е тој. Така да човек, читајќи го, например, Лука или Матеј или Марко, постепено разоткрива кој е Христос. И веќе, конечно, после, може би, 2 години служба, Петар, кога Христос ќе ги праша, добро, што мислите, кој сум јас, ќе каже, ти си синот на живиот Бог. И после следи она преобразување на гората. За разлика, и тоа е така да кажеме, он веќе јасно, тоа сите се убедени дека Христос е Месијата, иако не знаат точно што значи тоа, уште не им е јасно што значи Месија. Додека Јован не го следи тој ред. Јован сака оној што ќе го земе Евангелието, уште во првите редови да разбере дека Христос е Бог. Така и почнува. Уште во првата глава, првите 3 стиха, тој е Бог кој создав се вечно постоење. Тој е Бог кој што дојде во човечка природа. И така нели пишува Јован. Тој кој што е во крилото на Отецот, дојде се воплоти. Тоа е светлина. Пишува за Јован, но вели, но тој не беше светлината. Да се јави, дојде човек, меѓутоа тој не беше светлината. Единствената светлина, и таму пише збор, единствена светлина е Христос. Оној за кој што Јован говореше. Нема друга светлина за луѓето. Нема друга светлина за оние
кои се во темнината. Темнината, оние што ги опфати темнината. Тоа е јагнато Божие, веднаш уште во првите стихови ние читаме дека тој дојде да ги спаси луѓето од гревот. Тоа е јагнато Божие. Тоа е Божиот син, Месијата, царот на Израел. Сите тие термини гледаме во тие први средби на учениците со Христос. И така хронолошки ги редеа тие титули. И од Петар, Натанаил и останати. Тој Божиот син, дојди, му рече Андреј, го најдовме тој за кого што пишуваа. Тој е Месијата, тој е царот на Израел. Тоа е така, бидејќи Јован сакаш на самиот почеток, и тоа целта на неговото послание, да покаже дека тој е Бог, тој е Спасителот, тој е дојдениот за спасение, и само преку верата во него, оние кои се родени од Бог, се спасени. Тие се во светлината. Друга исто така една многу важна тема, која многу присуства, и тоа јасно присуства во оваа Евангелие, е сувереноста на Бог. И тоа пак ќе кажеме е една развиена веќе теологија. Например, во првата глава 12 стих, на сите што го примја, на сите што веруваа во неговото име, им даде моки, или им даде право, им даде власт, им даде можност да станат чеда Божи, кои не по крв, ни по желба, ни телото, ни од дух, туку од Бога се роди, и тука не е активна формата, беа родени од Бог. Ке го видиме, ке ги разгледуваме тие стихови понатаму. Во 6 глава е, никој не може да дојде кај мене, ако не го привлече Отецот кој ме прати, јас ке го воскреснам во последниот ден. 7:30 вели, тогаш сакаат да го убијат, но никој не кладе рака на него, бидејќи уште не беше дошол часот негов. Тоа е суверен господар на однесувањето на луѓето. Тој си има време кога се случуваат нештота. Или во 10 глава 27-30 се пишува: моите овци го слушаат мојот глас и јас ги познавам и тие одат по мене. И јас ќе им дадам вечен живот и никогаш нема да загинат и никој не ќе ги истргне од раката моја. Мојот Отец што ми ги даде е поголем од сите. Никој не може да ги грабне од раката на мојот Отец, а јас и Отецот сме едно. Или во 15-16, вие не ме избравте мене, туку вас ви избрав јас и ве поставив да одите и да бидете плодоносни и плодот ваш да остане, да што и да посакате од Отец свој во мене, да ви даде. Така да, тоа е многу јасна, развиена, изградена теологија за суверенитетот на Бог. Доктрината за Троицата е најасно представена, како што рековме, преку термините единороден, утешителот, тоест користењето на заменки за Светиот Дух, кој, например, во граматиката е среден род, во оригиналниот јазик, но личните заменки кои ги користи Христос за збор кој е во среден род се во прво лице еднина, како за личност, не за неков предмет, нешто неутрално. Така да сегаш кога говори Христос и Јован пишува во неговото Евангелие за Светиот Дух, пишува како за личност, користики такви граматички форми. Иако духот неума е во среден род, неутрален, обраќањето или граматичките форми на Христос се во како за личност, во прво лице еднина. И не само тоа, туку гледаме единството и јасното говорење на Христос за Отецот и него како за две личности, во кои има едно совршено единство. Тука се 7 сведоци, или бројот 7, карактеристичен. Јован Крстел е првиот сведок, ова избраниот Божји син. Натанаил, ти си Божиот син. Петар, ти си светецот Божи. Марта, ти си Христос, синот Божи. Тома, мој Господ и мој Бог. И Јован, Исус е Христос, синот Божи. Или Христос, јас сум синот Божи. И така натаму. 7 јас сум, во кој што имаме една специфична граматичка форма, која се користи само од страна на Бог. Јас сум, или его ими. Полна
граматичка форма која што го има и јас и помошниот глагол сум, кој не е вообичаено да се користи во древната форма. Таму се користи само сум, додека во сите случаи кога Христос говори за себе е користи полната форма како Јахве во Стариот Завет. Јас сум. Јас сум лебот на животот, јас сум светлината на светот, јас сум вратата за овците, јас сум добриот пастир, јас сум воскресението и животот, јас сум патот, вистината и животот, јас сум вистинската лоза. Едни исто така многу длабоки теолошки термини за Христос. Во однос на другите дела, знаете, Јован, покрај Евангелието, уште 4 други книги има напишено, 3 посланија и откровение, и може да кажеме дека тој не пишува хаотично, туку така пишува што има и усогласеност, меѓутоа има и една целокупност, една завршеност во тие негови дела. Тој се обидува секој следно дело кој што го пишува да се надоврзе и да го надгради, да го прошири она што е напишано во претходните. Например, ако во Евангелието говори за љубовта, ја дава заповедта, нова заповед ви давам да се љубите еден со друг, во посланието е дадено практичниот начин како да се живее тој живот во љубов. И ако некој нема љубов, што значи тоа? Или пак, пак врската е најасна со откровение. Не говориме за редослед во кој се пишува, кој е прво, кој е после. Меѓутоа има во историски редослед. Например, Јован во Евангелието не враќа уште на почетокот. Не враќа на почетокот на човечката историја. На почетокот беше Словото. И тој создаде се. Тоа е почетокот на историјата. Откровение е крајот на човечката историја, она историја на созданието, земната историја. Ако во Јовановото Евангелие, например, не навраќа на тој почеток го имаме во битие паѓањето во грев. Јован во првите страници, уште во првите стихови, ни го представува оној кој дојде да го поправи она што во Еденската градина се урна. Така да Јован, навраќајќи на битие, во исто време го дава и одговорот на проблемот во првите страници на битие. А во Откровение го гледаме веќе обновениот рај, совршениот рај. Ако во првите страници на битие се урна рајот, Еденската градина заради гревот, во Јовановото Евангелие Христос дојде да донесе решение преку неговата жртва на крстот. Во Откровение ни е даден тој веќе совршен рај. И ако во Јован, во Евангелието тој дојде да спаси, да ги спаси изгубените, во Откровение го гледаме како доаѓа да го доносе небото, за тие кои што ги спасил. И како судија. И ако во таа човечка природа што ја зеде Христос како слуга, беше исмеван, тепан, навистина беше слуга на сите и дојде да послужи на сите, и дотаму што тој и пријатели ги нарече своите ученици, не ве викам веќе учител, туку господар, туку пријател, ваш пријател, и Јован и лежеше на неговите гради. Во Откровение Јован дава сосема друга слика на тој небесен цар. Толку е страшен, што Јован дури паѓа на земјата, мртов, преплашен од страв. И кога го читаме во Новото Евангелие и представите за Христос што таму се дадени како заслуга и како некој кој дозволува да се подпрат на него, ние треба да имаме во предите она друга представа, што ја дава во Откровение. Да не останеме само со онаа представа, Јован не предупредува на тоа, да не останеме само со онаа представа за Христос како доброто другарче. Кога си го гушкаме, се шетаме со него,
Не, тоа е лавото, Јуда, страшниот судија. Тој доаѓа како страшен судија. Тоа е во целата своја божествена слава, пред кого трепери човекот. И ако еден, како Јован, можеше и да се подпре на голите гради, како го виде во славата, падна, колку повеќе ние треба да го имаме тој однос кон Христос сега на страв и почит кон него. Зашто тоа е завршителот. И што да кажеме на крајот? Тоа се така некои најспецифични работи и тоа ќе ни биде целта. Знаете, ова Евангелие изгледа така и филозофски, да, користи длабоки, сложни категории Јован. Меѓутоа, тој тоа не го прави за да не стави во тешка ситуација, во мака. Тој, меѓу другото, не пишува Евангелие за теолози и филозофи. Тој пишува Евангелие за обични луѓе. Луѓе како секој човек, кој ќе го земе да го чита, да го разбере. Тоа е начинот на пишување. Да, ние ќе се потрудиме, користејќи некои категории во Евангелието, да ги објасниме подобро, не да станеме филозофи, туку за да видиме целата длабочина, зашто Јован е прекрасен во тоа. Или многумина теолози, толкувачи, знаат да кажат за тоа Евангелие дека е толку плитко што може да си оди едно мало дете, како во базенче мало, нели, кога ќе наполниш гумено со води, детето си шлапка, си игра, но и толку длабоко што дури и слон може да се удави. И за Јован можеме навистина да го кажеме тоа. На крајот на краиштата, тоа Евангелие е напишано од Светиот Дух. И иако постојано тој шета од една тема кон друга тема, тој ќе почне една тема, ќе се префрли на друга и потоа се враќа пак на првата, но на повисоко ниво. И така се чувствуваат луѓето да го читат како, нели, да се мафтаат, лутаат од една страна на друга страна. Но Јован го прави тоа на таков начин што еден човек кој чита со вера во општина со Бог и Светиот Дух, гледа како се надградува сето тоа и се добива една комплетна слика за Христос. И тоа е целта на Јован. Или тука би можеле да го користиме, нели, она што го пишува и Хендриксен. Евангелието според Јован е најневеројатната книга што некогаш била напишана. Соблечи ги челвите од нозете, зашто местото на кој стоиш е света земја. И тоа е чувството на секој што ќе зачекори на прагот на проучувањето на оваа книга. Зашто ако се доште во неја вистиното, а тоа е вистиното, тогаш верата во Исус Христос како Син Божи добива славна потврда. Или како што пишува Дон Карсон, одговорот на Јован на прашањето кој е Исус лежи во суштината на се што е карактеристично за ова Евангелие. И тука ќе го поставиме прашањето. Има ли поважно прашање на светот од прашањето кој е Исус? Нема поважно прашање. И во тој поглед нема и поважен одговор. И можеме да кажеме, нема појасен одговор на тоа прашање од ова Евангелие. И тоа е големата вредност на изучувањето на Евангелието според Јован. Уште на почетокот, тој не остава ни тронка сомнеш. Христос е Бог. Ако поверувате во Него, ќе имате вечен живот. И затоа, нели, како што минатиот пат и кажав, кога почнуваат цркви со нови верници или со некои кои ги канат на евангелизација со ова Евангелие, најбрзо се стигнува до уверувањето дека Христос е Бог. Зашто тој е целта на Јован, да нема дилеми никакви, нема тајни тука. Нема забрани, не кажувај на никому. Јас сум Бог, Христос е Бог. И тоа е нашето очекување, додека го изучуваме Евангелие, оние кои се уште не се убедени,
да стигнат до тоа обедување дека Христос е Бог. И спасението е само преку него како единствената вистинска светлина. Ние, или оние кои не се наполно убедени, да се бидат наполно убедени, а оние кои се убедени, уште повеќе да се посветат на службата на Бог. Бидејќи категорично е словото на Јован. Нема спасение, нема светлина, нема јаснотија во животот, нема излез од таа темнина надвор од Христос. Тоа е вистинската светлина. Никој не може да дојде до Отецот, освен преку Христос. Нека Господ не води во тоа изучување, што ќе го имаме во наредниот период, да растеме и ние во познавањето на Бог и спасението и животот и се што има подготвено Бог за нас како неговите деца, оние кои што тој реши да им даде мог да бидат негови чеда. Амин. Ајде да се молиме. Татко Небесен, ти благодариме за оваа скапоцена книга што ти во твојата љубов кон нас, во твојата добрина не ја сокри, туку ни ја даде. Како благослов да се поучуваме, да се храниме, да живееме со вистините во неа, не дека другите се помалку важни. Секоја книга го има својата скапоцена, се содржи својата вредност, божествена, духовна, вечна. И ние те благодариме и за оваа можност што ќе имаме да изучуваме оваа книга. И се молиме нека твојот дух не води, на вистина да растеме во тоа познавање на единствениот вистински Бог, единствената светлина, единственото спасение. Насочувај ги нашите мисли во овој период, на овие вистини, да ги живееме и Светиот Дух да ги прави живи во нас, да не променуваат и така, Господи, да го градиме нашиот христијански живот во општење со Тебе и во една постојана послушност на Твојот збор. Ние Те благодариме, Господи, за примерите што ги гледаме во таа книга, самиот автор, кој чекорел со Тебе и бил променет преку Твоите зборови. И ние се молиме истите тие зборови, што Ти си ги говорил тогаш и се запишани, да бидат зборови на вечен живот за нас, зборови кои ќе градат посветени, големи служители за Твоето царство. Се молиме во името на нашиот Спасител и Господ Исус Христос, кој е вистинскиот Бог.